На денешната конференција, национална конференција за одржливи енергетски вештини во градежништвото, панелистите неколку пати истакнаа дека законодавството на Република Северна Македонија во оваа област, особено во делот на енергетската ефикасност, веќе е донесено, но она што е клучно, а и ќе биде клучно и во самиот процес на преговори која чека Република Северна Македонија, сама имплементацијата на самите закони. Од аспект на приватниот сектор, особено како Стопанска комора сме вклучени и во целиот процес на преговори кој ќе се одвива со Европската комисија. Еден од нашите клучни приоритети ќе биде имплементација на тоа законодавство, особено во делот на екологијата или особено во делот на имплементирање од страна на приватниот сектор на еколошките приоритети или еколошките стандарди. Знаеме дека ова ќе биде едно од клучните проблематики, да кажам, со кои ќе се соочуваме во иднина, особено од аспект на приватниот сектор, бидејќи тие се тие кои треба да ги имплементираат сите овие стандарди од аспект на екологијата. Енергетската ефикасност како клучен сегмент, да кажам, од договорот за зелена агенда на Европската комисија предвидува дека до 2030 година безмалку 50% од градбите да бидат реновирани, не само приватните, туку и јавните, со што би се создало поголема процент на згради кои ќе имаат енергетска ефикасност, а со тоа и помала потрошувачка на електрична енергија и помало загадување на крајот. Како што кажав, во самиот процес на преговори, имплементација е зборот кој ќе биде кажуван и од страна на Европската комисија цело време, не само во делот на еколошките стандарди и во све останато, така да како Стопанска комора не случајно влегуваме во сите овие проекти, особено во последниот Sea the Skills, каде што веќе обучените градежни работници, професионалци, инженери, архитекти и така натаму, веќе се обидовме да ги подигнеме на повисоко ниво, да тие бидат видливи и верификувани од страна на Европската комисија и самите сертифицирани работници, инженери, архитекти, како и компании кои изведуваат енергетски ефикасни објекти, да бидат видливи на европско ниво и препознаени како такви. Денес уште еднаш потврдивме дека животната средина не препознава административни граници и дека сите заедно мораме да работиме ако сакаме да имаме здрава животна средина. Ова денеска покажува дека државата треба како своји партнери и понатаму да ги препознава научниот сектор, особено стопанството, кои што се дел од процесот на имплементација на законите од областа животна средина. Бидејќи покрај тоа што државата има своји обврски, локалната самоуправа исто така и стопанството има голем дел од обврските преку имплементација на законите кои што се детерминирани од она што го утврдуваат директивите на Европската унија. Денеска исто така споменавме и зелената агенда за Западен Балкан, која што е сериозна алатка кон која што треба да се стремиме, бидејќи некои од нејзините принципи меѓу другото кажуваат дека колку е битна декарбонизацијата за Европа, а ние географски како дел од Европа и утре како дел административно како дел од Европската унија. Секако и циркуларната економија која што ќе ни е алатка за да ги намалиме количините на отпад кои што финално ги депонираме. Малку да се задржам на декарбонизацијата, односно колку ќе ни биде потребно законодавството во делот на климатската акција, која што се надевам дека во скоро време ќе го донесеме, пред внесување во собранието на Република Северна Македонија. Меѓутоа и приватниот сектор кој што денеска во своите изјави покажа дека се спремни за климатската акција, се спремни за законот, односно за тргување со емисиите. Значи, се на крајот да кажеме, зелената агенда е многу битна за Западниот Балкан, многу е битна за Република Северна Македонија. Заедно со научниот сектор и со стопанството продолжуваме кон нејзина имплементација. Ви благодарам. Сакам само да кажам во однос на овој проект, дека овој проект Sea the Skills е од клучно значење за Европа, заради тоа што во моментов имаме
недостаток од работници кога станува збор за оваа индустрија, кои што всушност и не се многу обучени во дигитализација и токму затоа и не можат соодветно да одговорат на таквата организација и поради оваа ситуација не можеме да ги исполниме целите за одржливост кои што се донесени во Европа. И ќе завршам со тоа што ќе кажам дека оваа платформа ќе ги исполнува сите највисоки стандарди на Европската Унија и ќе стави Македонија на врвот на на работењето со вакви BIM модели во рамките на целата Европа.